гости, почитувани членови на Сдруженијето на женскиот ракометен клуб Куманово, активни ветеранки, почитувани членови на семејството на нашата Јасмина Голубовиќ, представници од општина Куманово и советот на општината, почитувани љубители на спортскиот живот во наше Куманово. Чест ми е што можам да ви посакам добре дојде на првиот меморијален турнир во чест на ракометната легенда на Куманово, Јасмина Голубовиќ. Почитувани, добре дојдовте. Овој турнир се одржува по иницијатива на Сдруженијето на женскиот ракометен клуб Куманово, активни ветеранки, а под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово. Денеска имаме намера да го испочитуваме ликот и делото на нашата Јасмина Голубовиќ на вистински начин. Овде, на терен, со нејзините ракометарки. Ве молам да ги поздравиме. Јасмина Голубовиќ од мали нозе била влюбена во спортот. Кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години доаѓа овде, во спортскиот храм Соколана, каде ракометната топка до крајот на незиниот, за жал краток живот, ќе донесе слава и голема популарност. Незиниот голем талент го забележал стариот ракометен лисец Славко Симоновиќ Учо, кој во ја се препознал талентиран и голем играч, одличен на бековската позиција. Го поканувам Маријан Стошевски, член на организациониот одбор на овој турнир, да ви се обрати. Добар ден и добро дојдовте на овој голем настан. Посебен поздрав за овие наши прекрасни ветеранки. Велам да ги наградиме со уште еден аплауз. Јасмина Голубовиќ, јас се пред 33 години почина, за жал многу млада, меѓутоа тоа беше една прекрасна жена, еден голем спортист. И да ви кажам право, сега кога зборувам прв пат во животот имам трема, затоа што сум многу возбуден кога истражував за Јасмина Голубовиќ, многу овои податоци имам слушнато за неа и од ова име сакам да порачам дека Јасмина Голубовиќ јасе никогаш нема да исчезне од срцата на сите кумановци. Јас се надевам дека оваа традиција ќе стане голема и во наредните години, дека овие прекрасни ветеранки и следната година ќе го направиме повторно овој турнир, едноставно затоа што Јасмина Голубовиќ јасе многу го задолжи градот Куманово. Играше со срце и со душа за нашиот град и секогаш беше, како да кажем, главен мотиватор во екипата на Куманово и јас се многу ти благодарам се што направи за нашиот град и се надевам дека уште многу време ќе живееш во срцата на нашите граѓани. Нема многу да должам, ќе кажам само дека Соколана е една голема традиција на нашиот град, вие тоа го знаете сите почитувани спортисти. Да ви најавам дека од оваа година, од 6 септембар, тргнуваме со одбележување на датумот кога Соколана е свечено пуштена во потреба, а здравје Боже, наредната година се 100 години од пуштањето, односно од камон темелникот на Соколана, значи еден век на ова наша прекрасна спортска убавица, која ќе ја направиме да биде историја на градот Куманово за многу генерации. Многу ви благодарам и уживајте во играта на овие големи ракометарки и се гледаме во следната прилика. Благодарам. Голубовиќ настапуваше во најдобрата генерација во историјата на женскиот ракомет, која предводеше тренерот Симоновиќ. Ке споменам само некои од нив. Наташа Божиновска, Мира Гума, Благица Петковска, Сонја Младеновска, Наташа Алексовска, Верка Богоевска, Веса Маневска, Владанка Алексовска и други. Оваа екипа неколку пати беше доминантен првак на Македонија и 2 пати настапуваше во разигрувањето за пласман во првата Југословенска лига. Но, за жал, не успеа да се пласира. Голубовиќ на секој надпревар влегуваше со мотив да се победи и немаше никаков страф од противничките ракометарки. Овде пред вас, почитувани, ке се обрати Лидија Илиевска од организациониот одбор на Сдруженијето на женскиот ракометен клуб Куманово, активни ветеранки. Добар ден на сите. Почитувани љубители на ракометот, ви благодарам што денеска се тука со нас, да го одбележиме овој убав ден, да изиграме еден надпревар во чест на нашата Јасмина Голубовиќ, која сите знаеме, еве и до сега се зборуваше која и мислам дека не постои кумановец кој не знае која е Јасмина Голубовиќ.
Овој ден, мислам дека исполнета големата желба на Јасмина, на моето последно видување со неа, рече дека ќе дојде малку да и подпорасна децата, ќе ги донесе да ги запознае со сите нас. Еве, денеска го сторивме тоа. Пресреќна сум што Милица и Даниел се тука со нас. Денеска да ги поздравиме со аплауз. Ние, активни ветеранки, се потрудивме да направиме еден настан кој верувам дека во иднина ќе биде традиционален и сето она што некогаш вредеше на ракометните терени ширум Македонија и поранашна Југославија, мислам дека ќе го донесеме овде на овој терен во Соколана и ќе се дружиме повторно. Ви благодарам уште еднаш на сите што сте тука. Голубовиќ остана речиси 10 години верна на Куманово и помина играјки со многу генерации, но незините одлични игри никого не оставаа рамнодушен. Со години таа беше носител на играта во Куманово и беше во најголем подем на својата играчка кариера. Таа не знаеше за загубен надпревар и заедно со прекрасната генерација на навивачите на наше Куманово им донесува убави спомени кои што трајно ќе останат да живеат. Ја повикувам Благица Петковска кратко да ви се обрати. Повелете. Добар ден на сите. Чест ми е што вака собрани ова иницијатива која ја направи Маријан Стошевски со поддршка од градоначалникот Максим Димитриевски да го направиме овој јубилеј за нашата Јасе. Малку сум тажна и јас за играњето, за надпреварите, за тренинзите, можам да кажам дека таа беше најголем дел од своето ракометно играње со екипата ветеранки кои пред малку беа спомнати, а тие беа едни нека простат помладиве, меѓутоа најуспешни и многу време заедно и на терените и вон терените. Тука се дојдени неколку, покрај Јасмина Голубовиќ ние ги изгубивме и Рада Крстевска, која што беше фантастичен пикер, а неја ја замени потоа Љубица Илиевска, мислам, сега се сеќавам после долго време и на презимињата. Јас знаев на Рада да и делам топки како на пикер и сега го знаете, Миркуловски, најдобриот ракометар на репрезентација на Македонија, кој фантастично игра и доделува топки, а бидејќи се гледаме од време на време со него во некои прилики, му викам јас бев подобра во делење на топки на пикерот. Ја изгубивме Рада Крстевска, ја изгубивме Оцка Богатиновска Олгица, фантастичен бек, овде ни недостасува, не дојдоа веројатно од оправдани причини Верче Богоевска, Наташа Алексовска. Ние бевме плејада ракометарки кои го шетавме целиот простор во Југославија, во Германија, во Полска, во тоа требаше и во Русија да појдеме. За жал почнавме да се растураме. Јас имам една книга моја, покрај на стари години почнав нешто да пишувам и ја спремив да ја доделам на прекрасната ќерка која ја запознав, Милица на Јасмина Голубовиќ. Тука е и синот нејзин, ве поздравувам и ве сакам, бидејќи се дружевме и после вон теренот со Јасмина и јас нешто ви напишав, бидејќи не бев спремна за ова обраќање, и напишав нешто на книгата која што ќе ви ја подарам. Сакам да го прочитам тоа што го напишав. Примете ова збирка на песни од нејзиниот автор и наку соиграч и искрен другар на вашата почината мајка Јасмина. Јас за неа не бев Благица, само Шврчо ме викаше. Сакам да знаете како јас ја гледа вашата мајка. Тело покриено со мускулна маса како на срна, најчесто добро и сончано. Во тие најмалку 10 години од нашето дружење, ниту еднаш не ја слушнав да рече оф, ах, уф и да се пожали. Се што беше напорно или потешко, без жалопојки, го носеше на своите плеќи.
Само радоста и задоволството може да се видат на незиното лице и да се прочитат и останат несокриени. Знаеше да не насмее со имитирање на некоја од ракометарките, со некоја нејзина специфика, и тоа го правеше многу успешно. Позитивна, без трунка гнев, завис или лош збор. Живее во нашето сеќавање, кое е толку силно јасно, бидејќи оставило убави траги од незиното постоење. Затоа и овој меморијален турнир во нејзина чест, мојата благодарност од екипата која што постојано беше со незе, и нека почива во мир, а ние ќе се сеќаваме и верувајте дека се сеќавам на незиниот лик, да не претерам, меѓутоа повеќе од многу мои блиски роднини, и тоа јас ја гледам Јасмина, значи оставила впечаток, а тоа значи дека живее меѓу нас. Нека е вечна слава и сум горда што се во ова се прави за нејзе. Ви благодарам. За жал, смртта ја раздали од најблиските, но спомените за неа никогаш нема да ги избришат сеќавањата на многу генерации љубители на ракометот. И ете, после децении дојде идејата да се отпочне со меморијален турнир во чест на Јасмина Голубовиќ. Денеска сакаме да ја кажеме благодарам за сето она што го даде за развојот на ракометот во нашиот град Куманово. Ја поканувам Душка Гиевска да ви се обрати. Повелете. Драги кумановци, љубители на спортот, на ракометот, почитувачи на името и делото на Јасмина Голубовиќ. Јасмина Голубовиќ сега да е меѓу нас, таа ќе биде Јасмина Голубовиќ Ѓокѓукиќ. Но затоа, во нашите мисли, во нашите души, таа вечно ќе остане како Јасмина Голубовиќ. Се знаеме од наши 10 години. Славко Симоновиќ не собра и тогаш правеше екипа, некој стаса подалеку, некој поблиску, а јас се гордеам што мојата определба во возрастни години е пишување, и јас во еден здив имам песна која што се вика Јасмина Голубовиќ. Јасмин, цвет во рајска градина, мирисаше, мириса и ке мириса. Силна е нејзината волја, силна е нејзината дланка, силен е нејзиниот чекор, додека лелеја во владеен низ просторот, теренот, трибините. Ракометот е нејзиното второ име. Звучно, силно, миризливо, како и Јасмина. Секој што ја знаел долго ќе ја памети. Соживеана со се околу себе, зашто имаше големо срце, душа, лик. Соколаната во Куманово беше нејзиниот втор дом. Ја вдоми во зидовите, паркетот, теренот, првин земјен, па асфалтиран, често со раскрварени коленици, но со гордост и одважност после секој успех, победа. Со раѓење и се вградени крилја, Голубовиќ Јасмина. Па како бел голуб леташе низ просторите овоземјани, талентирана, квалитетна, почитувана. Првиот голем судбински лет го направи до Јадранското море, каде што сви гнездо создаде семејство во градот Бар, Црна Гора. Нежините рожби, Милица и Даниел, се изнедрени од душа, зашто имаше љубов во градите, ги почитуваше човечките вредности. Родителството, мајчинството ја оплеменија. Но, за кратко, после само неколку години полета кон последната дестинација, одлетан остави спомени, остави обврска кон сите, дека Јасмина Голубовиќ е име, напишано со црвени букви во градот во кој што се роди, во кој вечно ќе живее. Благодарам.
Нашата спортска икона Јасмина Голубовиќ беше многу драга и почитувана личност во Куманово. Кога настапуваше за Куманово, секогаш беше на висина на задачата без разлика за кој противник и да се работи и беше учесник во големите победи на кумановскиот ракомет. Задоволство ми е да ја поканам овде на сцената кратко да ви се обрати керката на Јасмина Голубовиќ, Милица Ѓокѓурич. Повелете. Uvaženi predstavnici opštine Kumanovo, predsjednice savjeta gospođo Georgijevska, moje rukometne veteranke, uvaženi novinari, porodico. O najvoljenima je najteže govoriti. Tako i ja godinama ćutim o njoj. 3 godine koliko sam imala kad je preminula, premalo je da se steknu uspomene. One se prave od fotografija, priča, a ponekad samo od mašte. Priče sam slušala od porodice. Nedostajanja su dolazila sama. A onda ste se javile vi, moji Makedonci, moji Kumanovci, rukometne veteranke na čelu sa Lidijom Ilijevskom, majkine se igračice, sportski novinar Marijan Stoševski, moja sestra Marija. Kada sam dobila vijest da će se u čast moje majke u Kumanovu organizovati memorijalni turnir Jasmina Golubović, oživjeli ste sve ono što za mene nikad nije umrlo, niti prošlo, niti prestalo da boli. Meni i mom bratu Danijelu učinili ste životnu čast da se danas nađemo na ovom mjestu, da prisustvujemo ovom spektaklu koji se pravio srcem, a organizovao dušom u čast naše majke. Svaka poruka koju ste mi poslali, svaka uspomena na moju majku koju ste podijelili, svaka fotografija koju ste mi dali, učinile su da se više nikad ne osjetim usamljeno kad na nju pomislim, već da budem ponosna dok sam živa. Kazali ste mi da je bila borbena rukometašica, da je bila iskren prijatelj koji je bio zadužen za dobru atmosferu u timu, da je voljela da se šali na svoj račun, da je pomagala djeci u internatu, da je bila omiljeni profesor, neustrašiva reprezentativka Jugoslavije, da je na gol pucala lijevom rukom, a da je desnom krila suze kada je izgubila meč, da je znala da prepozna talente kod djece i da se borila da svi oni završe na terenu ili u sportskoj sali, a ne na ulici. A ja ću vam reći da je Jasmina više od svega voljela život, da se do zadnjeg daha borila kao lavica, jer je imala lavovsko rukometno srce. Kao što reče Lidija, za nekog je rukomet bio igra, za njih je bio život. Kažu da vrijeme liječi sve. Mi, djeca koje smo rasle bez majke, dobro znamo da nije tako. Nije bilo do onog momenta dok nisam srela vas, dok u vašim očima nisam vidjela sa koliko ljubavi i topline pričate o našoj majci. Svako od vas nadomjestila mi je bar mali dio majčinske ljubavi. Beskrajno hvala svim veterankama, hvala gradonačelniku Maksimu Dimitrijevskom na maksimalnoj podršci ovog događaja i predsjednici Savjeta Iveni koja nas je juče primila u kabinet i učinila da se osjetimo kao kod svoje kuće. Hvala što veličate životne priče i legende ovog grada, kojih je Humanova mnogo izrodilo. Nada se da će ovaj turnir prerasti u tradiciju, u čast sporta koji je jedna od najvećih snaga ovog grada i u čast naše Jase koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji sporta. Veliko hvala i svima onima koji su i pored lošeg zdravlja danas došli da u Jasmininu čast uzmu topkatu u ruke. Hvala vam što ste mene i mog brata Danijela učinili najponosnijom djecom na svijetu. Na dobro vam se vraćalo. Ja se znam da je tamo negdje ponosna na sve nas. Hvala vam. Покажавме дека не ги забораваме легендите кои со срце се бореле за нашиот град и дале горем придонес за успесите
на клубот. Почитувани, овде пред вас од името на општина Куманово ќе се обрати претседателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска. Повелете. Почитувани мои кумановчани, спортисти, љубители на спорт, ветеранки, после толку многу емоции не знам што би кажала, единствено дека ми е голема чест да отварам ваков меморијален турнир во име на градоначалникот и Советот на општина Куманово и на општина Куманово. Денеска имаме таа чест да бидеме во друштво на семејството на големата Јасмина. Преку мемуарите и на животот и делото на кои силно се врежени во сеќавањата на незините другарки ветеранки, дознав дека станува збор за силна, емоционална жена, жена која го давала срцето за својот град на теренот на ракометот. Спортистка која имала визија не само да игра и како треба да се бори, туку како треба да изгледа ракометот на Куманово, да напредува, па затоа и била борец, била учител, гледала, поминувала низ училиштата и барала нови таленти кои ќе ги продолжат нивните стапки. Куманово е град на спортисти, Куманово е град на спорт, токму поради придонесот на кумановските спортски легенди. И општината треба секој спомен да го почитува и чува. Голема љубов и ентузијазам препознав кај кумановските ветеранки. Секоја чест, девојки. Тие се главните виновници за денешниот настан. Општината, градоначалникот и советот ќе продолжат да ги подржуваат ваквите настани, затоа што одавајќи им чест на спортските легенди, мотивираме млади спортисти да напредуваат и со срце да играат за нашиот град, за наше Куманово. Го повикувам семејството, ќерката, синот, во име на општината, во име на градоначалникот, во име на Совет на општина Куманово, да им врачам пригодни подароци за спомен од овој прекрасен настан и прекрасен ден. Повелете.
помлади ветеранки се анкети Ако не го държиш на место, го напръзване, само по-расти готов. 9 метра ти ще се доизли. Odmah prigovara na sudiju. Prigovara. Bravo.
Bravo. Slušaj, Alalovi, koji da ti čini. Ovija godine predanja Alalovi. Bravo. Te se se propujemo. Koga prosto. Bravo, bravo. Etke. Možete ne može da daje gol. A ne, ma ja kuće. Kuće doći. Ali ima belci da ne radi. Ali kjeti to ne može praviti. A i kjeti natočno. Но на ти играше добре няколко години, на 5 години. Младеж, пил. А ти гледай какво се направи. Не, няма Bravo. Забрило себе ще. Мой беше секретар Можеш да помериш малко на нас? Помери си малко на нас, на камера. Bravo. Велико дружно.
Seta? Можете сета? Što sviriš, be? Sudija ne ume da sviri. Абе, што мајкули ќе ви стави? Другу уtakmicu нема да свири. Не е фер, судија. Браво! 20 години полно да подагрузирам. Утрка. Значи да е едно 20 години полно. Утрк да го пада. Ја ќе му се сеќам. Где кутрику дали? Ой, трети сюди, трети сюди. Браво, браво. Ајде да пакам, ајде. Оди бе. Не си идеја. Браво! Браво! И алалда. Olha, menino, Па иди напред, да, ти. Судија лопов. Да ти паре. Иди да не си взимаја паре, бе. Кико! Павел, лом се направи. Павел.
Браво, браво! А более игра, точно. Точно более. Более активно. Пуца игра той тamo. Jako puca. Видямо на Романия, Македония, Руму, видели много от Иран, не за цървен преди, ще да не се пущи да игра više. Видели ovo, te je bitno. Danas igra revanš. Ne bi trebalo da ne bi trebalo da igra. 8 razliku imam. Ajde, сега, сега! Браво! Силия няма душа. Абе, студия! Нищо не разбира. Страни не промени. Кой ти да не пиш, тайкове? То нека се чува. Това ти да надо, айде. Инерция. Инерция. Držimo trening čisto metar, prlja kombi, dole u salu, u sportnu salu. I onije što su za odbojku, onije krugovi što se vadi da se izgleda, će ono propadnao, koji djevojče su dobro propadnao. Da nešto kako Feder kad je skeneš. Probitno je кръста, джурка, она как была успела се богат пресече и не са. Бърза помощ от медицински право. Желание да стане бърза помощ в Британия. Излиза да го погадя със сестрата. От солите. Те да го промахиш трябва. Более игра от това. Живо ти го. Жена ще на газата майка на видовече ще игра в дека на майка и пят. Пят хубаво майка. Мисля да уреди се долу с след. Те ми наносила да не взема. Браво! Браво!
А Волja як? Три на нього. Прилеве надо. Rado! Продадена уtakmica. Bili su bolje, znaš koliko? Neže vitalno na... Neže vitalno. Vitalno li? Non stop ja se s... С унуци. Non stop. Bravo! Що да правимо? Да пройде време? Значи не проводять. Оце! Ти си по-глупци на дегизати. Си сипуй, не можеш можеш. Не можеш да си. Още съм да правим мобет за свет. Що ти кажеш? Аз съм партизан. Браво! Абе, стане 3 гола. 3 гола да ти изгубиш. Завършица? Чабе се. Да изгубиш 3-0. Историю на футбол не се памти. Тома 10 шанс. 10 трябваше у Белград да даде. Тамо трябваше 5 да ги даде. 3 опса.
Офседи, ама sve su to milimetarski офседи. Да, суки. А у Белград трябваше да ги даде 20. Па од нервозност синоќ па негде да. Оги виде, 100%. Нема 20 разлики. Дали дай му? Как това и няма. Ще ви кажа да кажа. Силикираме. Това да направим топ нови. Вие не една не сме. Диве го кара и добрани. Ладно, не бях в болници. Не бе, не бе. Шут, браво. Haydi keçi. Дивре пред години ще ги се влеки от запрани ги се. Обаче трябва да видите, да знаете, да играте, да победите. А не чекате да изгубите да бъдете цяло лето чекате да Остарея. Кой ти вика? Генерация сме прави. Колко ти помощи от чайки? А я поздравям те, какво не правя? Помощи не е години. Ovo je maramčić,